Ете сме ние назад, нов час и нова интересна тема следниве минути. Да, секако во фокус во следниот разговор ќе ни бидат генерациите, милениумците, а и новата генерација Z во однос на нивните интереси поврзани со брендовите. Во изминативе 2 децении милениумците беа тие кои што го диктираат темпото за тоа кој бренд ќе биде наистакнат, а додека оваа иста генерација сега влегува во една нова животна фаза, имаме тивка, меѓутоа сигурна трансформација, односно некогаш култните милениумски брендови полека бледеат, додека на сцена доаѓаат нови, меѓутоа тука најголемиот дел се однесува на вредностите кои што ги сака новата генерација. За овие теми денес со нас во студиото ќе разговараме со Ели Пешева, комуниколог, долгогодишна медиумска професионалка, стратег за брендови, која веќе со години работи на креирање и трансформација на комуникации и вредносни пореки како дел од тимот на New Moment. Тај човек со силно чувство за социјална и еколошка одговорност, што ќе ни даде уште поуникатна перспектива на она што ќе го зборуваме денеска, вистинските вредности на брендовите и на маркетингот кои што се дел од нашето секојдневие. Добро утро. Добро утро. Ви благодарам на поканата. Ако погледнеме наназад една деценија, што ја прави милениумската генерација толку влијателна во креирањето нов потрошувачки идентитет? Па како што и казавте во најавата, веќе милениумската генерација полека го губи своето темпо, бидејќи влегува во нова фаза од животот. Зборуваме, значи, кога велиме миленијалци, чисто за нашите гледачи да им кажеме што тоа од прилика значи, значи тоа се родените од 81 до 96 година, значи од прилика од како би му дошло 30-тите до кај средина на 40-тите години. Да. Нормално е дека се менува нивното темпо на живот, бидејќи пред 10 години тие биле оние млади кои што диктираат трендови, а сега тоа полека се остава на новата генерација, генерација Z, и веќе во најава на генерација Алфа, тоа се оние родените буквално во дигиталното време. Но во овој момент главните потрошувачи ќе бидат, предпоставувам, за одредени брендови генерацијата Z, значи родените после 96-та година, да. Така. Кои беа главните карактеристики што ги издвојуваа милениумските брендови од традиционалните? Па вака, популарно кажано, тоа е периодот на хипстерај. Пастелно, понежно, минимализам, некакви општествени вредности, внимавање кон екологија, нели, кон заедницата, корисни производи, но и понесување на трендот на ново, бидејќи тоа е периодот во кој што се појавуваат многу нови брендови, конкуренцијата станува многу силна и како што после 10-15 години можеме да видиме, дел од нив исчезнуваат комплетно, дел полека умираат, некои големи брендови се уште доминираат на светската сцена, но она што станува јасно е дека како оваа категорија на луѓе влегува во нова фаза во својот живот, значи тие порасна буквално. Сега ги интересира, предпоставувам, и постсемеен живот, кредити, некои други приоритети. Други приоритети кои што повеќе ќе ги тераат да внимаваат на трошењето. Но она што е важно како бренд, значи како за самите брендови како производ, е дека приказната која што почна во времето на миленијалците беше многу гласна за сите производи. Значи тоа е период во кој што и самиот пиар, нели, односно односите со јавност кој што ние го работиме, зимаше навистина голем залет. Ние сме тие кои што ги креиравме приказните околу брендовите. Ние сме тие кои што го диктиравме темпото, волуменот, колку е тоа гласно, но со тек на време ние можеме да измислиме милион приказни, тие да бидат многу гласни, но ако производот не одговара со самата приказна, тогаш доаѓа до будење, нели? Ако е приказната погласна од вредноста на производот, во еден момент конзументите ќе се разбудат и ќе сватат дека им продавате ништо или полу нешто. А тие сметаат дека за тоа платиле многу повеќе од она што го добиле. И со тек на време полека се менуваат нивните интереси, барања и очекувања од тоа што еден бренд и што еден производ или услуга треба да им пружи. Така. Денес гледаме пат или трансформација на дел од тие брендови, па ако навлеземе по
подлабоко, ете, можеби една од причините ја кажавме во претходниот одговор, меѓутоа постојат ли и други причини? Мене една што ми дојде споредба во главата, секогаш велиме, тоа е од време на Југославија за некој производ. Ама тоа не е во оваа генерација на милениумци, така, тоа се повозрасните генерации. Дали ете причините се тука исто недоверба, каде можеме да ги бараме? Ова се генерации кои што се многу технолошки едуцирани. Значи, генерацијата Z ќе биде уште пострашна за брендовите, бидејќи многу тешко ќе биде да ги пренесат овие млади луѓе жедни преку вода, бидејќи тоа е сега и случајот и со миленијалците. Нема врзување, преемотивно врзување со брендовите, тоа не е карактеристично за оваа генерација. Нивната лојалност постои, да, но таа е условена. Што би се рекло, зависи од самата вредност на производот. Значи да, има, ако има додадена вредност на производ. Двонасочна комуникација. Јас, тебе, ти, мене. Да, ако има додадена вредност, значи нешто што го прави овој производ да биде за нив добар, тогаш е во ред. Но ако конкуренцијата излезе со производ кој што е посимпатичен, кој што е поевтин, кој што е пофункционален, кој што има подобра комуникација, значи сега комуникацијата заради социјалните мрежи, заради дигиталното време во кое што се живее многу подиректна кон клиентите, тие ќе го сменат таборот. Значи, како што кажав, постои лојалност, но таа е условена. Исто така, ова е генерација на која што спомнав и пред малку, и се многу важни одредени општествени вредности, и доколку тврди нешто некој бренд, еве например, не знам, ние сме еколошка компанија, ова повеќе не се времиња во кој што тоа ќе помине само на слушајме што ти зборувам. Туку ќе биде дај да видам. Дела. Сертификати, етикети, како се каже, sustainability, значи одржливост. Ова се генерации кои што бараат докази. И малку потешко е да ги прелажете, како што кажав, и уште потешко ќе биде со новата генерација, која што буквално и комплетно е родена и израсната во дигиталното време. Јасна е разликата помеѓу генерациите, односно конкретно во примеров миленијалците и генерација Z, меѓутоа зошто брендовите кои што се фокусираат само на една генерација многу порано изумираат, ако може така да се каже, дали е тоа главната причина за тоа што нивниот фокус е токму на една генерација? Да, тоа е класична традиционална маркетинг приказна, дека доколку пазарот е насочен само кон една група, значи само кон еден сегмент, нема многу потенцијал да опстане, бидејќи таа група преминува од една фаза на својот живот во друга, значи од фазата на безгрижност, во која што можеле да трошат и да живеат, нели, како што кажав пред малку, хипстерски живот, сега се во фаза во која што мора да се грижат за екзистенцијални проблеми. Така што во принцип, ако самиот бренд, ако самите производи и услуги не се адаптираат кон пошироката, значи да се фати делумно и генерацијата X, значи нијанса повозрастни, па и да се прелие кон помладата генерација, многу тешко за кој било бренд дека ќе може да опстане. Значи мора да се направат тип на производи или услуги кои што ќе бидат поуниверзални за новото време и начинот на живот, а не да биде tailor-made правено за една генерација која што во одреден период, нели, од својот живот ќе го изгуби интересот за тоа, бидејќи просто животот им наметнува друго темпо и други приоритети. Социјалните медиуми дефинитивно ја донесоа промената, ги менуваат и навиките кај луѓето, но еве едно подпрашање кое што и не ни беше планирано, колку македонските брендови ги следат промените и имате ли како маркетинг сектор се уште проблеми да во смисла да треба да покажувате и докажувате колку денес е и важно маркетиншкото влијание на социјалните медиуми? Ги имаме ли традиционалните компании кај на се уште кои што ја немаат сватено моќта на новото време на маркетингот и кои што мислат дека новите генерации се уште не им се таргет, па не треба малку порано да почнат да пристапуваат кон нив, туку велат кога ќе дојде време за тоа, тука се прави грешка или тоа е добар маркетинг? Праксата на пазарот им го покажува спротивното, значи нема време за чекање. И мислам дека
се обидувам да се сетам и не ми тргнува да се сетам на брендови кои што не се македонски брендови кои што не се адаптирале на овие светски трендови на работа. Нема дилема дека мора да се адаптираат на дигиталното време, на поинаков начин на комуникација, на краток, подиректен начин, значи директно до клиентот. И она што е карактеристично сега, дури можам да кажам и за повозрастните генерации, е дека да останува оној момент во кој што word of mouth, нели, или она што се пренесува како информација или како препорака има голема вредност и понатаму. Значи многу е важно што ќе ви каже како препорака семејството или пријателите, луѓето кои што ги познавате, значи од нивното директно искуство апсолутно доминира и понатаму, но луѓето денеска многу повеќе се, така да кажам, онлайн свесни, што значи дека читаат рецензии, следат форуми, групи, го следат туѓото искуство, но кога ќе треба да ја донесат финалната одлука за производ или услуга, тоаш повторно се потпираме на кругот на најблиските, нивната препорака, па и нивната перцепција за нешто дали е добро или не. Мислам дека македонските компании во најголем дел оние кои што се големи и успешни, без дилема го имаат тоа сватено и ги користат апсолутно сите придобивки на новите времиња и ги користат сите сугестии и сите консултации кои што може да ги добијат од маркетинг агенциите кои што и маркетинг тимовите кои што работат со нив. Она што е поважно е дека ние како агенции буквално треба да живееме и да следиме од ден за ден, да ги следиме промените, бидејќи и пазарот и она што би се рекло некаков сензитивитет во прикупувањето или приврзувањето со одреден бренд се менува во зависност од светските настани, во зависност од светските трендови, во зависност од годишното време понекогаш. Буквално се влијае на продажбата и на пласманот, односно на зацврстувањето на имиџот на една компанија. Што е навистина сериозен предизвик за оние кои што го работат тоа, односно за вас. Па не ни е досадно. Да, динамично. Да има нешто ново. Да. Меѓутоа, Ива, што покажува искуството? Дали денеска младите повеќе се фокусирани на тоа да ја пронајдат функционалноста, сигурноста и одржливоста во производот, отколку самата приказна која што стои зад него, или малта накажано дали веќе помалку се лажат на изгледот на самиот производ, па побитно име како што истакнавте да ги прочитаат и рецензиите и препораките, едноставно подетални се, веројатно. Значи, мислам дека дури и сите други генерации, за младите веќе не пријавиме муабето, имаат безброј ресурси што им стојат на располагање, но генерално и генерацијата X и миленијалците, да кажам, ја бараат можноста да не бидат третирани како будали. Значи цената е важна, но не бараат поевтино по секоја цена, значи доколку само едноставно чувството дека некој не те манипулира. И тоа е моментот на поставување на некаква емотивна конекција со брендот, и тоа е тоа што на брендот што ќе успее да го направи тоа, навистина му е едно зацврстување на имиџот и на позицијата на пазарот. Иако дури и мислам дека она што го покажуваат анализите на пазарите кога ги гледаме и на светските пазари, па и кај нас во Македонија, миленијалците, особено генерацијата Z, не се плашат од нови производи, значи не се плашат да пробуваат нови работи. Но ако видат дека нешто не функционира така како што тие замислиле, или дека не одговара со парите кои што ги платиле, или со имиџот кој што сакаат да го манифестираат кон надвор, нели, немаат проблем да се вратат назад, значи во таборот на веќе провереното. Така што, како што кажав, лојалноста ја има, но е условена од ред други аспекти на кои што брендовите многу мора да внимаваат, бидејќи знаете, кога на некого му тргнува лошо од брендовите, тогаш таа култура на откажување, cancel culture, што би се рекло, е многу силна, и ако им тргне лошо, тогаш нагло идат лошо. Значи, многу тешко е некој бренд да се подигне ако се соочи со таков кризен, да речеме, пиар во кој што е нарушен имиџот или е покажано дека има проблем со производот или услугата која што ја дава. Но генерално, овие нови генерации сакаат да им се почитува времето. Значи, комуникацијата е онлайн,
сакаат да знаат дека го добиваат тоа за што платиле, значи ако е тој квалитет кој што го платиле, брза достава, можност за враќање за кој што нема скриени трошоци, нема трикови со предплата. Кога тоа го немаат, може да бидат навистина лојални и тогаш word of mouth се шири во различните кругови во кои што тие се движат. И еве за крајот разговорот ќе пробам некако две прашања да ставам во едно, дали во иднина ќе гледаме повторно култни брендови или пак одиме кон некои универзални пошироки пазари и според тебе кој е најважниот критериум што ќе го одреди опстанокот на еден бренд за следната генерација? Знаеш како, не може ништо да се каже, значи она што е сигурно е дека ништо не е сигурно. Дали ќе гледаме култни брендови? Искрено не знам, бидејќи но последните трендови покажуваат многу чудни работи. Значи, еве самите гледате, Лабубу стана хит. Значи, направи милиардери од неговите собственици кои што претпоставувам и самите не помислеле дека нешто такво може да се случи. Но исто така, она што праксата го покажува е дека Лабубу е тренд и дека тоа е прашање на време кога ќе умре. Да. Меѓутоа, пазарите, светските пазари, константно продуцираат нови трендови. И оваа нова генерација Z особено, за нејзе е буквално врзано мислењето, а и статистиката тоа го потврдува, дека тоа е генерација која што многу заработува, многу повеќе заработува во оваа своја возраст, компарирано со другите генерации претходно, но и многу повеќе троши, што значи дека тоа е една генерација на хедонисти, кои што постојано имаат потреба од ново и ново и ново и убедена сум дека светскиот пазар ќе им дава константно нови трендови кои што ќе им бидат привлечни и кои што ќе умираат после некое време. Се помалку мислам дека ќе се потпираат на брендови за долгорочна соработка или за долгорочна лојалност кон нив. Еве како што се гледа и самите собственици на брендовите тоа го знаат, па ако се ова 5 минути да се направи некој славен или да стане милиардер, мислам дека никој нема да ги одбие. Благодарам за гостувањето во Македонија на Утро утрово. Во најавата кажав и долгогодишна медиумска професионалка која што најверојатно ја знае и могте на маркетингот кога станува збори за медиумите. Косата е твој препознатлив знак од секогаш. И некако така и луѓето те врзуваат и за твоите емисии како една зебра која што беше култна на времето, ако веќе зборуваме, зборуваме за култни брендови. Затоа за крај сакам да те прашам едно прашање надвор од темата. Пред неколку месеци се започна еден YouTube проект, обраќајќи се на помладата генерација. Инспирирано од твоето обкружување, реалити чек, да. Да, имав многу информации во себе и не може више да ги држам, морав да ги споделам. Да ги споделиш? Да, и да ги проверам. Добро помина ке публиката за македонски пазари по број на прегледи и слично, ке имали нова сезона, се размислували? Да. Тоа што беше изненадување за мене е дека емисијата која што, значи јас сум од генерацијата X, на крајот, ама генерација X, мислев дека луѓето кои што се тука некаде со мене ќе ме препознаат и дека ќе некако кај нив ќе помине без проблем некако, меѓутоа, мислам да, помина без проблем, но многу се препознаа миленијалците. На моје големо изненадување и се најактивни во одбирањето и дискутирањето за темите, додека генерацијата Z се најпрагматични во тоа што сакаат да видат, што сакаат да слушнат и кога праќаат пореки или кога пишуваат или кога коментираат, навистина се базираат на своето лично искуство и сакаат тоа да биде јасно ставено до знаење дека тоа е нивното искуство и заради тоа треба да се. Значи, тоа е многу интересно, тоа е една психолошка емисија која што ствари ги следи патерните на однесувањето кај различни генерации, кај различни луѓе од различни географски широчини, да кажам. Значи, не компарира нас со останатите држави во светот. Мажите контра жените, возрастните категории и интересно бидејќи се запознаваме себе си. Успешна нова сезона. Се надевам ќе биде, Ако ја има. Ете така. Благодарам многу за гостувањето. Благодарам за гостувањето, Или, а ние